Цивил медија. Кој е вашиот став во однос на говорот на омраза и каде најчесто може да се забележи? Па за едно вака високо исполитизирано општество во транзиција, полно со проблеми од секаква природа, економска, политичка, меѓуетнички тензии, можеме да кажеме дека дури нормално е да има вакви појави, како што се нетолеранција, говор на омраза. Ситуацијата е уште полоша кога денеска во денешно време секој може се да каже без никаква одговорност, нели тоа ни го возможуваат социјалните мрежи, кои што во прво време беа означени како една голема победа на демократијата, дека луѓето можат ефтино да говорат и секој може да има свој медиум, нели нашите профили на Facebook, на Instagram се всушност нашите медиуми. Секој за релативно малку пари може да направи блог и портал, да пишува, да размислува. Меѓутоа, еве гледаме денеска, после 15 на години можеби појавата на овие мрежи, ги покажуваат своите негативни појави. Баш таа говорница таму, од говорниците се злоупотребува. И се злоупотребува за да се наклевети другиот, за да се навреди, за да не се толерира. И најопасното меѓу сите овие појави е тој говорот на омраза, каде што луѓето ги навредуваат другите луѓе врз основа на тоа во кои групи припаѓаат. Дали вие сте жена, дали врз основа на сексуална ориентација, врз основа на етничка, расна, религиска и така натаму. И навистина во овој домен ние во Македонија имаме многу проблеми. Дополнителни проблеми создава што имаме еден неправилно структуриран медиумски систем. Значи имаме медиуми со многу ниско ниво на интегритет. Ние, еве за разлика од другите земји во регионот и европските земји, јавниот сервис кој што на некој начин треба да биде баланс и да го структурира и да ги наметнува критериумите во медиумскиот систем, како кадровските, така и содржинската димензија на медиуми не заживеа. Што сакам да кажам со ова? Ако ги анализираме, например, интегритетот на медиумите, нашите најгледани, а тоа се приватните национални телевизии, бидејќи ние сме се уште традиционално општество кое што се уште се информира најголемиот дел од традиционалните медиуми, централно информативно јадро тука ни е телевизискиот дневник. Сите знаеме на која телевизија во колку часот почнува тој дневник. Токму тие најгледани телевизии, информативни телевизии имаат многу ниско ниво на интегритет, на содржинска понуда кон јавноста. Гледаме дека таму доминираат информативно-политичките емисии, дебатните емисии, кои што толку го политизираат општеството. Имаме отсуство на теми од областа на евроинтеграциите, владењето на правото, глобализацијата, понатаму еколошки теми, културни, историски. Значи имаме многу малку собствена продукција во овој правец, доколку би имал еден здрав јавен сервис, што јас го гледам во лицето на македонската телевизија, која што некако благодарение на луѓето вработени таму се бори да опстане, но ако се вложува и инвестира, тоа ќе биде еден столб кој што на некој начин ќе ги формира стандардите и ќе наметнува еден друг тип на конкуренција на овие национални медиуми. Ова е типично за европскиот тип на медиумски систем, кој не е комерцијален како американскиот. Ние гледаме дека BBC е, например, јавен сервис, хрватската телевизија, српската телевизија, и тие гледаме каква улога играат во тие општества, но исто така треба да се работи и на сензитивизација на граѓаните, односно подигнување на нивото на политичка култура, нивото на медиумска култура. Всушност, овие нови медиуми не покажуваат каде сме ние и какви сме во поглед на цивилизацијата, на толеранцијата, и тука треба да се работи, пред се треба да се работи на конвенционален начин, а тоа е преку системот на образование. Значи во училиштата, еве овие денови се денови на медиумска писменост и има некои активности од страна на невладиниот сектор во Македонија, но многу малку се прави од страна на релевантните фактори, а тоа е Министерството за образование, кое што треба овој проект за медиумска писменост, како вие да се однесувате со медиумите, како да се заштитувате,
овие сите негативни појави кои што ги продуцираат медиумите, како да се намалат, тоа сето треба еден човек да се учи на кој начин треба да биде активен уште во системот на образование. Тоа веќе го имаат направено други европски земји, Германија, Холандија, скоро сите, каде што луѓето ги ја стекнуваат таа медиумска култура уште во основното образование. А потоа останува сето на дисперзирано реагирање, бидејќи гледаме дека Европската Унија вложува во доживотното учење. Дигиталната компетенција е една од 8 компетенции кои што се форсираат за доживотно учење. Значи, нас ни треба едукација на просечниот граѓанин, на политичарите кои што се многу неедуцирани како да се однесуваат преку медиумите, како да толерираат, како да не навредуваат, како да имаме еден здрав политички плурализам, а не политичка поларизација, каде што од една вредносна позиција ќе се напаѓаме едни со други. Цивил медија